Од ден на ден се повеќе се минува биодиверзитетот во Моноспитовско блато. Местното население реагира дека треба да се обрне внимание на овој проблем, бидејќи на мочуриштето му се заканува еколошка катастрофа. Според нив, загаденоста на мочуриштето од отпадните води е причина за намалување пред се на бројот на рибите, но и останатиот жив свет како исчезнување на голем број растенија. Сега, тука е проблемот, најголем проблем има што доаѓа отпадната вода од Струмица. По каналот тука шо е, и тук се вливува унатре. И тук водата доаѓа како мрсна. Од разни работи доаѓа и така рибата тук се повлечева. И ако дојде риба, ќе дојде риба позади ѓоло. Там одаме да ловиме, да. Тук нема риба. Тук само може да видиш некоја желка, може да видиш од тие караденките птици некоја да видиш и това. Друго не може да видиш тук. Значи дека биодиверзитетот, односно живиот свет се нарушува во самото Моноспитовско блато? Да. Се нарушува само ја од това. Бидејќи нема станица. А да има станица, ние во року за 1-2 години ќе се поврне па иста риба. Ќе ни се поврне. Тука имало риба, крапова имало, линеже. Сега ще има некоја штука само. А таа штука не иде нас од Бугарија. Ќе дојде тук, ќе се измресте там по краишта тие, ќе се измресте и пак се врне. Ако искористаме, ако не, нема. Единственото мочуриште во Македонија полека го губи својот поранешен облик. Со постепеното намалување на површината, но и намалениот интерес на жителите за користење на трската, мочуриштето се повеќе останува осамено. Порано ова море од трска масовно се сечело заради нејзината употреба во градежништвото. Денес таа може да има своја нова намена, да биде суровина за производство на биогориво, односно пелети. Моноспитовското блато во минатото се карактеризирало со голема биолошка разновидност, но сепак за овој простор постојат мал број податоци, со исклучок на истражувањата на некои алги, виши растенија и растителни заедници. Заради тоа не е лесно да се изврши споредба на некогашната состојба со биолошката разновидност во однос на денешната, но јасно е видлива деградацијата која продолжува и понатаму.